почитувани представници на медиумите, дозволете да ве информирам за одлуките донесени вечерва на новиот Централен одбор на Социјалдемократскиот сојуз. Вчера беше на Конгресот избран председател, заменик председател, надзорен одбор и Централен одбор на партијата. Кај нас, согласно статутот на партијата, Централниот одбор носи одлуки за идните ресори, министри, кадровски решенија за владата на Република Македонија. Денеска Централниот одбор со својата одлука, а согласно претходниот договор со нашите идни коалициони партнери од ДУИ и од Алијансата за албанците, можам да соопштам на јавноста дека е формирано парламентарно мнозинство за кое што стои позади новата реформска влада на Република Македонија. Новата реформска влада ќе биде составена од 15 ресори и неколку министерства без ресори. Пакетот на предлогот оди буквално имињата на сите 15 ресори и имињата на сите без ресори. Понатаму со одлука на влада се определува од личностите без ресори каква надлежност владата доделува на самите министри без ресори, а од вкупниот број на вакви имиња се бират и замениците председатели на владата на Република Македонија. Така да вечерва Централниот одбор на Социјалдемократскиот сојуз даде одобрение за кандидатите од нашите редови, но истовремено беше информиран и за кандидатите од коалиционите редови и за независните кандидати кои што потекнуваат секако од граѓанскиот сектор, од луѓето експерти во Република Македонија и од предлозите кои што беа доставени од нас од коморите стопански на Република Македонија. Затоа со задоволство сакам да објавам пред граѓаните составот на идната реформска влада. Министер за одбрана ќе биде Радмила Шекеринска. Министер за внатрешни работи ќе биде Оливер Спасовски. Министер за надворешни работи ќе биде Никола Димитров. Министер за труд и социјална политика ќе биде Мила Царовска. Министер за финансии ќе биде Драган Тевдовски. Министер за образование и наука ќе биде Рената Десковска. Министер за земјоделство, шумарство и водостопанство ќе биде Лупчо Николовски. Министер за транспорт и врски ќе биде Горан Сугаревски. Министер за култура ќе биде Роберт Алагјозовски. Министер за информатичко општество и администрација ќе биде Дамјан Манчевски. Министер без ресор Кочо Ангјушев. Министер без ресор Роберт Поповски. Министер без ресор Едмонд Адеми. Министер без ресор Аднан Кјахил. Министер без ресор Самка Ибраимовски. Министер без ресор Зорица Апостоловска. Министер без ресор Зоран Шапурич. Ова се вкупно 17 имиња кои што ги предлагаме од согласно одлуката на Централниот одбор на Социјалдемократскиот сојуз. Соодветно коалиционите партнери носат одлука на своите органи тела на партијата, но секако ова е предлог само кој што ќе биде доставен до парламентот на Република Македонија. Намерата е вечерва, доколку стигнеме со комплетирање на сите неопходни протоколарни и правно-формални аспекти, уште вечерва во архивите на Собранието на Република Македонија, јас како мандатор, кој што доби мандат за формирање на влада, да доставам програма за работа на новата влада и да доставам владен кабинет до Собранието на Република Македонија.